Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз со ребалансот покажа дека е антиреформска и неодговорна власт. Тие покажаа дека не се грижат за потребите на граѓаните, а уште помалку покажуваат капацитет да се зафатат со решавање на проблемите на државата. Именно, со ребалансот на буџетот е најдобар показател за нивното лицемерие и неспособност да одговорат на обврските кои ги имаат кон овој народ и кон оваа држава. Тие не само што ги изневерија очекувањата на граѓаните, туку и покажаа исклучително ниско ниво на демократски капацитет и ниво на инклузивност рамно на нула. Впрочем, за тоа најдобро говори фактот дека од 840 предложени амандмани во различни партенички групи беа разгледани само 62 амандмани и ниту еден не беше прифатен. Владата на Социјалдемократскиот сојуз својата негрижа и неодговорност ја покажаа со отфрлање на амандманите како финансиски средства од 2 милиони евра кои што би можеле да бидат на располагање на граѓаните кои што претрпеа штети од земјотресите во Ресен, Охрид и Струга. Финансиски средства за штетите кои настанаа во туризмот како последица од земјотресите во Охрид и регионот. Амандмани за финансиски средства за решавање на проблемот со дивата депонија во општина Струга. Финансиски средства за проектот на жртвите на транзицијата. Финансиска поддршка на новооснованите компании. Дополнителни средства за проектот Купи куќа за млади. Финансиска поддршка за предпријатијата од преработувачката индустрија и уште десетици други проекти и амандмани со кои што на граѓаните требаше да им се обезбедат пречистителни станици, довршување и изградба на нови регионални патишта, инвестиции во образованието, во здравството, за изградба на амбуланти или здравствени домови, за водоводи и канализации по општини каде што не беше завршено. Владата на Социјалдемократскиот сојуз го покажа целото расипништво на дело. Се кратат пари за суштинските сегменти на живењето, ама затоа се зголемуваат ставки кои се од тесно партиски интерес на Социјалдемократскиот сојуз. Со ребалансот се запираат изградба на патишта, се запираат и проектите во гасификацијата, клиничкиот центар, водоснабдителен систем во Гевгелија и други капитални проекти. Се кратат 100 милиони денари во ставката за рурален развој, се кратат цели 128 милиони денари од буџетот на Министерството за земјоделие, наменети за капитални инвестиции, ама затоа се предвидуваат 30 милиони денари за финансирање на невладини организации. Во 16 ставки од ребалансот на буџетот има зголемување на платите и на доместоците за 300 милиони денари, што потврдува дека до крајот на годината, во престојните неколку месеци, безмилосно ќе се трошат пари за вработување и хонорари на партиски војници, шарени револуционери, керки и синови на коалициони партнери, комичари и твитер ликови блиски до Социјалдемократскиот сојуз. Дополнително, во ребалансот се предвидува изголемување на задолжувањето и тоа за износ од цели 150 милиони евра како дополнителен товар на граѓаните. Еве го доказот за неодговорноста, недомакинското работење и расипништвото на Социјалдемократскиот сојуз кој го покажаа во само 50 денови од своето владење. За целокупната неработа, неодговорност и неспособност на Социјалдемократскиот сојуз набрзо ќе следи политичка одговорност. Благодарам.